Министерството за внатрешни работи се уште молчи за информациите што ги објави британскиот магазин Computer Weekly, дека британските власти во 2012-та одобриле продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување за потребите на македонското МВР. Станува збор за опрема за прислушување различна од онаа за која специјалното јавно обвинителство поднесе обвинение под кодното име Трезор. Овој случај на СЈО ги опфаќа само набавките направени преку фирмата Финзи, така што засега остануваат неодговорени прашањата. Дали МВР без посредник ги набавило 6 мобилни уреди за следење и прислушување за кои добило дозвола во 2012-та, дали се платени, каде се во моментов, дали се користат и дали може да се користат. Во меѓувреме стигна одговор од британската амбасада на нашето прашање дали во Велика Британија е отпочната процедура за евентуално лоцирање одговорност за погрешната проценка при одобрувањето на лиценците од перспектива на случајот со масовното прислушување во Македонија. Во одговорот се вели дека, цитирам, британската влада многу сериозно им пристапува на надлежностите за контрола на дозволите за извоз. Овие одлуки не се носат лесно. Дозвола не би се издала за Македонија или за било која друга дестинација, доколку сметаме дека тоа не би било во согласност со некои од одредбите на консолидираните критериуми. Ние го имаме и го користиме механизмот за брз и флексибилен одговор при брзи и динамични промени во меѓународни ситуации. Имаме можност да ги ревидираме дозволите, да ги прекинеме или отповикаме, доколку е потребно и доколку побаруваат условите. Ова е одговорот од британската амбасада, во кој може би треба и меѓу редови да се бараат одредени пораки, но за тоа се потребни дополнителни информации од МВР, од каде, како што рековме, засега молчат. На потребата од објаснување од македонското МВР апелираа и невладините организации за заштита на човековите права со порака. Ако ја поседува опремата, МВР тоа транспарентно да го објави. Ако не ја поседува, да провери дали е увезена и да ги расчисти гласините дека ваква опрема во Македонија би можела да биде во нечи приватен посет.